Кристина Краличанин е книжевен глас кој припаѓа на најновата македонска генерација на писатели, со богата, стилски облагородена и автентична писателска нарација. Низините дела представуваат многуслојна ризница на силни филозофски, психолошки и културолошки аспекти на животот, интерпретирани во повеќе значајна јазична структура. Дипломирала на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на катедрата за италијански јазик и книжевност и американски студии, проучувајќи ги италијанската и американската култура и книжевност. Автор е на повеќе стихозбирки, на романи, а дел од низините песни се влезени во 2 антологии издадени во Италија. Има објавено повеќе статии и колумни во италијански портал, како и серија мотивацијски текстови. На сајмот за книгата, Кристина Краличанин ја промовираше својата најнова стихозбирка, која беше повод за средба и разговор со неа. Со оваа книга песни, таа покажува дека е достоен наследник и продолжувач на светлата традиција на македонската современа поезија, никната во пазувите на народната лирска поезија, а упатена кон поетското звездено небо на поезијата на иднината, ке каже за неа професор доктор Ермис Лафазановски. Кристина, покрај трите објавени романи и претходно објавените стихозбирки, 2 на македонски, 2 на англиски јазик, на актуелниот сајм за книгата ја промовиравте и вашата најнова стихозбирка, наречена Една ноќ. Може ли да ни кажете која беше инспирацијата за да се создаде ова поетско дело и каква поезија всушност содржи Една ноќ? Благодарам. Најпрво поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Многу ми е мило што уште еднаш кај вас гостувам. Токму повод нова книга Една ноќ и промоцијата која што се одржа на 20 април во сајмот на книга во промоцентарот. Одлично помина промоцијата. Промотор беше професор доктор Ермис Лафазановски, кој што прекрасно ни ја долови целата содржина на книгата. Толку добро спакувано беше неговото обраќање кон присутните и случајните минувачи. Тоа е една од можностите на сајмот на книга, освен што пријателите, нели, кога ги каните да присуствуваат, можат да слушнат нешто убаво од промоциите и оние кои што случајно минуваат. Една ноќ, затоа што секој има некоја ноќ која што кај луѓето, која што го буди, која што влијае, бидејќи тој секако има некакви размислувања, можеби постепено почнува да се разбудува кај него некоја посебна емоција. Јас сум имала такви некои 2-3 ноќи досега кои што сум размислувала многу и за општествените, општите прашања, емотивните прашања и некако како да одеднаш се имамо свестено и да речеме разбудено во овој свет што всушност не обкружува. Мојата инспирација е да всушност влијам кај погледот на луѓето за светот околината што ги обкружува. Имено во оваа поетска збирка има 2 циклуси, така да ги наречеме, на песни, кои што опфаќаат љубовна лирика. За гледачите кои што не се толку патени во литературата, лирика значи и размислувањата лични, доживувањата, емоциите на поетот, односно тоа е неговиот став кон животот. Така што љубовта за мене е основниот двигател за се што не обкружува, за целото човеково постоење, токму затоа секогаш и мора да биде опеувана според мене во песните, да биде содржана. Додека вториот циклус на песни, кои што се испреплетени едни со други, не се поделени во посебни делови, е она општествена компонента во која што се наоѓа модерниот човек денеска во едно брзо време, каде што некако мене ми се чини, меѓутоа и така е, тоа е факт дека неморалот завзима преголема позиција во општественото делување и мислам дека апсолутно треба малку да обрнеме внимание и на таа компонента преку поезијата. Зошто преку поезија? Затоа што поезијата има експлозивно, емотивно изразување кое што е спакувано во мал набој и токму така читателот со малку читање може да го доживи и да го почувствува.
Тие што беа присутни на промоцијата веќе од прилика знаат за стиховите, за прекрасните песни што се дел од една ноќ, а освен на сајмот на книгата, каде уште љубителите на пишаниот збор, особено љубителите на поезијата, може да ја најдат стихозбирката? Издавачката куќа е Чудна шума, која што се наоѓа блиску до универзалната сала. Инаку, исто така може да се најде и во литература, во продавниците на литература, пред се помоловите во Скопје, меѓутоа мислам и во другите градови каде што имаат продавници. Тоа е во однос на наоѓањето, меѓутоа мислам дека онлайн системот функционира така што може да се направи онлайн порачка, исто така преку литература. Кристина, за крај, зошто треба сите да читаме поезија? Затоа што поезијата е врвен начин на изразување во литературата. Јас би го поддржала и мислите на Аристотел што досега ни ги има презентирано уште толку многу векови пред денешнината во своето дело за поетиката, каде што освен за трагедијата зборува и за поезијата како нешто кон кое што треба да се стремиме, токму затоа што и она што го кажав предмалку, големината на малата поезија спакувана со такви енергетски зборови на начин на изразување е една од ретките достигнувања за тоа како може да се изрази еден писател. Значи не е поезија ако редиме зборови, да речеме, не знам, од типот на денеска е убаво времето, ние одиме, добро се чувствуваме и си заминуваме, и ред други такви кои што можат во бесконечен број да се состават за неколку минути. Поезијата ја има таа моќ да има почеток и крај на една страница, на една завршена мисла, и токму затоа ни останува и многу подлабоко во сеќавање. Кристина, јас ви благодарам што ни овозможивте и да подариме еден примерок на некој од нашите гледачи, и ќе ви посакам и понатаму ваква динамика, волку често пишување и објавување книги, за да збогатувате и понатаму нашата литературна ризница. Благодарам многу на убавите зборови и се гледаме во следна прилика.